Се намали опасноста проблемот со издавање лични документи со новото уставно име, процес закочен поради илјадниците барања и недостатокот на образци да се одрази врз претстојните претседателски и парламентарни избори и правото на граѓаните да гласаат. Собранието денеска со огромно мнозинство ги усвои измените на изборниот законник кои меѓу другото предвидуваат преодна одредба. Избирачите да може да гласаат со лична карта или пасош, чија важност истекла во периодот од 9 месеци до денот на одржувањето на изборите. Измените кои беа донесени по брза постапка, синоќа со поддршка и на мнозинството и на опозицијата беа поднесени до собранието. Со предната одредба од овој предлог се уредува правото избирачите да може да гласаат со лична карта или патна исправа, чија што важност истекла во периодот од 9 месеци до денот на одржување на изборите. Исто така, во изборниот список ќе бидат запишани сите полнолетни граѓани кои имаат живеалиште на територија на Република Македонија. Целта на предлогот на законот е да се допрецизира постојната правна рамка, како и да се доуредат одредбите од постојното законско решение во насока на транспарентен и инклузивен изборен процес за сите учесници во изборите. Ова прашање во изминатиот период доведе до разногласие во техничката влада меѓу министерот за внатрешни работи и премиерот. Тошковски тврдеше дека постои опасност илјадници граѓани да не може да гласаат. Џафери одговори дека има доволно време. На 100.000 луѓе најмалце, поголема е бројката, ќе биде прекршено правото на глас, кое што е второ право кое што ќе окршиме флагрантно од страна на државата, а се однесува на право дефинирано согласно меѓународни конвенции, без увода им чуја на претеници на функционериве кои што до вчера не убедуваа дека се е розово држава. Како не им е срам? Како не им е срам? Нека седнат, нека си ја сработат работата која што треба да ја сработат, затоа плата зимаат. Имајќи предвид дека има уште 50 дена до изборите, со оваа динамика, 100.000 што се врти во информациите луѓе што немаат документ, по оваа динамика, во текот на март месец можат сите да се опремат со соодветни документи. Со денески изгласаните измени на изборниот законник помина и дел од препораките на ОПСЕ ОДИХР нотирани во претходните изборни циклуси кои се однесуваат на законската рамка, постапката на приговор, жалбената постапка за заштита на избирачкото право, наблюдувањето на изборите, регистрацијата на гласачите, изборната кампања и незиното финансирање, медиумското представување на учесниците во изборниот процес. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.